Во овој видеоматеријал ќе решиме систем од линеарни равенки 2 по 2. Значи имаме две равенки со две непознати. Ќе примениме метод на замена, но во овој случај се работи за неконзистентен систем. Кога решаваме систем од две равенки со две непознати со примена на метод на замена, како ќе знаеме дека тој систем е неконзистентен? Ајде најнапред да се потсетиме на дефиницијата. Систем од линеарни равенки е неконзистентен ако тој нема решение. Или систем 2 по 2 е неконзистентен ако при негово решавање се добиваат глупави, односно нелогични изрази, како на пример 2 еднакво на 1, 5 еднакво на 2 и слично. Но да почнеме од почеток. Наша задача е да го решиме овој систем со примена на метод на замена. И однапред ние не знаеме дали овој систем има решение, нема решение, дали е неконзистентен и затоа започнуваме со чекорот број 1, а тоа е да се одбере една од равенките и да се изрази една од променливите. Ние одбираме првата равенка, во која што ја изразуваме променливата x е еднакво. Ако од левата и од десната страна одземеме 2y, ќе добиеме 5 минус 2 пати по y. Во овој чекор втората равенка ја препишуваме. X плюс 2 пати y е еднакво на 2. Чекорот 2 е добиениот израз да се замени во другата равенка. Првата равенка е онаа која што ја влечиме, 5 минус 2 пати y, во втората равенка на местото на x ќе запишеме 5 минус 2 пати по y, а другото го препишуваме. Плюс 2 пати по y е еднакво на 2. Забележуваме дека втората равенка е равенка со една променлива. И сега треба таа да ја решиме. Првата и понатаму ја влечиме, x е еднакво на 5 минус 2 пати по y. Во втората препишуваме 5 и што забележуваме? Минус 2y и плюс 2y ќе се поништат. Ако продолжиме со препишување, што ќе добиеме? Ќе добиеме 5 е еднакво на 2. Еве добивме глупав, односно нелогичен израз. Математичарите ова го нарекуваат контрадикција или контрадикторен израз, но уште почесто го нарекуваат глупав израз. Можеме да запишеме дека овој систем нема решение. Овој систем нема решение. Ете, тој е одговорот на прашањето кој решение нашиот систем две равенки со две непознати. Но интересно е да видиме како тоа изгледа при графичка презентација. Да се потсетиме дека решение на систем од две линеарни равенки со две непознати е пресечната точка на двете прави. Овој наш систем нема решение, што значи правите не се сечат. А кои прави не се сечат? Не се сечат паралелните прави. И тоа убаво се гледа на графичката презентација. Правите се паралелни, нема пресечна точка, нема решение. Можеме да заклучиме дека одговор на прашањето кој е решение на системот од две равенки со две непознати во овој наш случај, одговараме овој систем нема решение
или системот е неконзистентен.